Почитувана раководителка на одделение во Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, госпоѓа Даниела Јовчевска. За жал, веќе сите заедно констатиравме дека Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени е само уште еден закон кој што е сосема неприменлив во пракса. При подготовката за денешна надзорна расправа јас видов многубројни дописи помеѓу институциите, меѓу кои Фондот за здравствено осигурување, префрлање на одговорностите и, за жал, неизнаоѓање на конкретно решение за неевидентираните лица, заради што и после 3 години од носењето на законот не сме ниту на почеток, а камоли блиску до конечно решавање на проблемот и овие лица и понатаму не може да си го остварат правото на здравствено осигурување и да си обезбедат право на здравствени услуги како основно човеково право. Каде јас го гледам проблемот? Во некоординираноста. Во меѓусебен допис меѓу Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на 15.12.2020 година сте констатирале дека не е потребна законска измена, односно дека овие лица имаат законска можност да бидат опфатени во системот на задолжително здравствено осигурување, за денес да сватиме дека да, имаат право, но немаат можност да си го остварат тоа право, со што ова нивно право всушност останува само на хартија. Уште повеќе ме збуни еден допис од Фондот за здравствено осигурување до Собрание, односно до Комисијава за политички систем, во кој велите, цитирам: Фондот на состаноците кои се одржаа во Министерството за труд и социјална политика за прв пат дозна како изгледа оваа исправа, се мисли на идентификационата исправа која ја издава Министерството за внатрешни работи, односно дека истата се издавала во хартиена форма, која пак воопшто не може да биде имплементирана во системот на задолжително здравствено осигурување. Јас навистина не знам каде биле представниците од Фондот за навремено да го алармираат Министерството за внатрешни работи за фактот дека ќе се појави овој проблем со идентификационата исправа и дополнително каде биле представниците на Фондот пред донесувањето на овој закон за да реагираат на членот 10 став 1 со кој се наведува дека идентификационата исправа не е во биометриска форма. Сите институции треба добро да го погледнат законот и да дадат собствени забелешки пред самиот закон да излезе во службен весник. И затоа сметам дека ни се случуваат ваквите пропусти. Благодарам. И благодарам.